Знаците. Брзавме. Секогаш брзаме кога одиме во забавниот парк. Со девојчињето не сакаме да пропуштиме ниту минута од забавата. Седеа на задните седишта, се глупираа и кикотеа. Возев брзо, но не невнимателно. Тогаш одеднаш светна црвеното светло на командната табла. Никогаш дотогаш не сум забележал да светне. Нешто во врска со притисокот. Се обидов да го занемарам, но се уште го гледав со аголот на окото. Потоа му се спротиставив на досадниот пискав глас во мен. Утре, не денеска. Може би е сериозно. Ете ја бензинската станица. Автомобилот тргна кон бензинската станица како да беше на автопилот. Вработениот беше мошливо услужлив. Му го покажав индикаторот. Ќе поправиме, ми рече. Колка воздушен притисок им треба на гумите? Не знам, може да процениш. Го направи тоа. Излезе дека притисокот бил превисок. Проблемот бил во резервната гума која ја наместив минатата недела. Тој внимателно го извади вишокот воздух и доби великодушен бакшиш. Порано бев скржав при давањето бакшиш, повеќе не. Прво, добриот бакшиш ме прави среќен. Вработениот ме озари со блескава насмевка. Сите се насмеавме и продолжив. Може би во забавниот парк стигнавме 5 минути подоцна од планираното, но повеќе уживав бидејќи знаев дека го направив тоа што требаше да се направи. Често не постапуваме како што треба. Го правиме само тоа што ни е пријатно да го правиме. Не сакаме да се впуштиме во предизвик. Затоа нашите животи не се какви што посакуваме да бидат. Ги занамеруваме целите, дури и кога се вклучени малото црвено светло. Зошто да се мачам? Е реченицата која малку по малку го јаде вашиот живот. Зошто да се мачам да ги поправам тркалата, а потоа зошто да се мачам да станувам од каучот, да одам на преглед, да вешпам, да читам книга. Така телевизорот си вреди. Вие ги одбегнувате сериозните разговори и лежите на каучот, а годините минуваат. И на крај се погледнувате во огледало и си удирате главата бидејќи годините изминале. Прво се појавува мало црвено светло, потоа огромниот трепкав неонски знак, а потоа ве удира по главата. Каде отиде мојот живот по ѓаволите? Се прашувате. Кој ми го украде? Шефот? Партнерот? Добро погледнете се во огледало. Вие го украдевте, а сега време е да си го вратите. Време е да ги забележите знаците и да превземете нешто. Преголемата удобност е бавна и измачувачка смрт.